Туртевски. Јас се сложувам со претходните дискутанти кои што зборуваат дека проектите кои што се замислуваат и кои што ќе почнат треба да се реални. И ме чуди како сега одеднаш не зборуваме за тунелот под Кале. Имавме пресконференција Јанковиќ и градоначалникот на Загреб, која беа Бандич, беше представен грандиозно тунелот под Кале. Беше најавено дека до година ова време, ви ги памтам господине Шилево зборовите, ќе имаме готов проект за тунел под Кале. Не знам колку време се изгуби со тој тунел под Кале и сега го нема. Имавте проект за некоја зиплайн линија, некоја од парк до Кале. Се е тоа губење време и затоа не можеме да зборуваме за реални и одрживи проекти. Значи, губиме време на проекти кои што воопшто не се нити возможни за реализација и го загубивте времето за да го направите овој брз автобуски или ние како што го нарекуваме автобуско метро со 6 линии. Тоа е најевтиното во момент, меѓутоа тоа мора да бидат електрични автобуси, скапо е решението за Скопје. Факт е дека Скопје е сиромашен град, меѓутоа Скопје не смее да си дозволи да губи време и пари за проекти кои што не може да се реализираат, како што е зиплайнот, како што е тунелот, како што е посета на Виена и на Париз на цела свита од градот, на што туку завршени избори, да го виделе начинот на кој што функционира јавниот транспорт во Виена и во Париз. Цела свита отида од градско собрание да виделе како функционира Виена и Париз кои што имаат метро. Хајде господине Шилегов, што видовте на таа посета, освен што ги однесовте на прошетка вашите луѓе? Со 1300 вработени во градот, кои што не ви работат ништо, од кои што 90% ви се партиска војска, нити можете да направите ни автобуски превоз, нити можете ни бас трафик, нити можете автобуско метро, нити можете подземни улици да изградите.